Здраво, здраво, здраво и добро дојдовте во уште едно издание на Шопска шоу со Томче. Токму така и овој викенд, како што знаете, си следи најдобрата, најпочитуваната, најгледаната, од сите посматрана и се разбира многу посетувана и се разбира многу лајкувана емисија Шопска шоу со Томче. Тука сме само со една цел, за да може да ви го презентираме она што го имаме како македонска кујна, кулинарство, гастрономија, ама и од друга страна пак и да ве запознаеме со местата кои што може да ги посетите. И сега тоа што го започнеме вчера, значи во Неготинскиот крај, Неготинскиот дел на Македонија, беше како почеток и едно запознавање здравоживо што се вика, со сето она што може да се види како појадок мени и сето она што може да го вкусите вие доколку отидете во тој крај и се разбира стапите или влезете во гостиницата која што колегата Томче од Терен не препорача. Ама сега, бидејќи станува збор ден недела, ден за ручек, пак ќе колегата Томче ќе мрси некаде обрах нешто, мрк нешто образ ќе прави нешто, пак некои мрсноти ќе паѓаат мрсњаци, ќе има нешто без мене, пак. Ама не орска, ќе се надокнадиме колега Томче, да знаеш дека ќе се надокнадиме, ќе се договориме. Во меѓувреме јас да ви кажам дека имам денеска гостин, мил и драг гостин, пријател кој што долги години сме пријатели, се почитуваме, инаку е пратеник во Собранието на Република Македонија и денеска ќе го видиме во едно сосема поинако издание. Го поканувам да ми се придружи тука Игор Здравковски, човекот од што викам ја, другарчето, пријателот од Велец. Токму така. За тебе само ќе кажам дека може сега ќе те видат и дечат те знам, пошто ја имам направена таа грешка. Ќе го видат брат и после дечат како сигурно што Ја близнак, да, знаете дека често не мешаат. Ја искрено не очекував оваква покана. Иако како што кажа во најавата се гледаме, се слушаме, си посакуваме убав ден, убава недела. Многу ми е кеф што прв пат ќе учествувам во нешто вако што ќе биде малку поразлично од тоа што го работиме секојдневно. Токму така, токму така. Јас затоа го поканив Игор за да видиме и дека сите оние луѓе кои што се занимаваат со секојдневни активности, со секојдневни работи кои што се поврзани и со политика, не мора да значи со политика, и со некуп други работи, дека си имаат и она домаќинската страна, ќе си дојдеш дома, сите сме ние луѓе на крајот од денот, сите сакаме убаво да појадуваме, убаво да ручаме и се разбира сето тоа што вика жената доаѓа до срцето на мажот преку желудникот. Преку нормално, ако не те најде на дома, џабе па да прави главец. Не бегате вие никаде, бидејќи разговорот со Игор продолжува, само да се сместиме на позиција број 2. Игор добре дојде во емисијата Шопска шоу со Томче. Тука ја разгледуваме кујната, кулинарството и гастрономијата со само еден друг аспект. Добро и најдови, благодарам на поканата. Так, мене првично ме интересира да ги прашам гостите во однос на македонската кујна, затоа што многу пати сум разговарал со луѓе, знаем и самите да кажеме дека има бесконечен број на рецепти и бесконечен број на специјалитети кои што се дел од македонската кујна. Што е тоа што ти најчесто го конзумираш, што е тоа што тебе ти е омилено и што е тоа што со задоволство се сеќаваш што си пораснал? Па да бидам искрен, без три работи ја не можам. Сега кога идев попат вака си анализирам без што не можам. Не можам без круши, не можам без јогурт, не можам без јајца. Меѓутоа од овие, ајде речеме, готови тавчиња, манџи и така натаму, најмногу сакам мусака. Мусаката ми е омилено, друго не дека не јадам, се јадам. Меѓутоа, кој има мусака, радо секогаш си подкастувам по 2-3 пати у текот на земјата. Така. Кажи ми, еве, твојата работа изискува цело време да не си присутен, да си тука на пат цело време, дали си со ангажман во собранието, дали си некаде надвор од државата, значи и тоа не е една држава, туку еден куп, секаде каде што има потреба, каде што има обврски. Како ти доаѓа кога ќе отидеш у друга држава и како ти доаѓа прво нивната кујна, затоа што не е она радозналост и љубовитност? Има чудни кујни, навистина овие што се ориентални се малку позачинети, некои имаме по неутрални вкусови, меѓутоа секогаш нели тука имаме зачинчиња, имаме некои сосови кои што можат да го надополнат тој вкус, меѓутоа ете навикнати сме си на нашето, навикнати сме на мирисот на доматите, на пиперките и така. Дали ти недостасува, например, и после колку време? Недостасува, ама токму затоа, еве би рекол, затоа што првото што го спомнав, круша, јогурт и јајце, тоа ми е универзално секаде. Значи без разлика, може и да не ми се допаѓа било која храна, јајце има секаде. Да.
јогурт има горе-доле секаде, си надополнувам она што ми треба, па кога ќе се вратам, знам многу често и пред да полетам од некаде за назад или пред да тргнем да се јам да си нарачам дали пинџурче, дали мусака, дали тоа што ми се јаде, што не сум го кастал. Напреми 2 тавчиња пинџур, 2 мутачиња мусака, значи јајца 30 земи од кушијата. Едно пиперче стави, да се потпече, лутичко. Така. Меѓутоа, кога би ја споредувал, например, да речеме македонскава кујна и тоа што го имаш пробано искусено со тоа што ти доаѓа, не само ова што е азијатската или малотов е друга кујна, него имаш кујна која што е и шпанска, која што е и американска, која што е малотов и брза, која што е без разлика. Јас пак ќе повторам, спомнавте шпанска храна, зачинета, ваква таква нако. Јас и поради некои здравствени проблеми во минатото избегнувам зачинети храни, меѓутоа кога ќе најдам па на оние северноевропските кујни кои што се малку понеутрални затоа што таму нема сонце, нема таков вкус како што сме навикнати. Мораш да додадеш, сакаш некеш нели за да се почувствуваш добро најаден, баш така. Не е само да ставиш нешто во уста колку за да ставиш, туку сакаш нели нормално да си осетиш и вкус како што личи. Не е само муреќе да сипеш. Баш така. Јас сега ќе продолжиме со разговорот, задржи се мислата, јас имам уште 2 прашања меѓу да ги поставам, меѓутоа сега ќе побарам да видиме колегата Томче на терен каде отиде и нели да проследиме колку он се насладуваше, затоа што од македонска кујна не бега, он е чиста крвна македонец. Барем да ни донесеше нешто. Да донесеше нешто, ја викам да донесеше нешто. Никој не носи. Томче, значи имаш препорака, значи еве од колегите од студио, од снимателите, од гостите, значи дај некоја доброволица, донеси еден кетеринг нешто да направи таму, еден себап што се вика направи, еден кеф на луѓето. Ајде идеме каде беше на терен колегата, па после ќе се објасниме. Еден може. Па кај сте вие, мили драги мои, ја ве очекував и денеска да се видиме заедно и тоа токму во очекуваното време вие сте веќе тука, присутни и од централниот дел на Неготино уште една урбана приказна доаѓа. Урбаната приказна полека не носи, каде што рекме вчера, Софра Вељанов. И сега ресторан Софра Вељанов е ресторан кој што дознавте дека постои повеќе од 30 на години, односно 26, приближно 30 на години. И приказната се врти околу тоа дека Бранко, пазете сега што дознам, Бранко, основачот на Софра Вељанов, заедно со неговиот брат, имаат вишо угостителско школо завршено. Брат му има напишано околу 7-8 книги за угостителство. Дел од нив се користат како литература за нови генерации што сакаат да бидат угостители. Па да не чекаме многу, да не кркорат мешлачињата, идеме по мене и да видиме во Софра Вељанов. Ме чека во Софра Вељанов, ме чека наследникот Никола Вељанов. Тој што треба да ги наследи сите работи, тој што треба сега да раскаже цела приказна, да ги каже, а вие ќе се правите дека не знаете ништо. Ја тоа што сум кажал, па сега вие си правите, не знаеме ништо. И да видиме што ќе ни каже Никола. Ајде по мене да видиме каде е Никола. Во ресторанот внатре некаде ме чека. Да поздравам само. Здраве нека ви е. Здраво, како си Никола, добро ли си? Добро да најдов. Како си, добри ли се? Добро, да. Благодарам. Мили драги мои, како што можете да видите, Никола ме пречека, се седнахме убаво на убава маса, на убава локација и спремни сме и расположени за да ви ја презентираме приказната наречена Софра Вељанов. Кој денес како не Никола, наследникот на, се разбира, Бранко Вељанов, основачот на и тој што го создал сето ова. Добар ден, Никола. Добар ден. Како сте, добри? Одлично, прекрасно. Преубаво си поминавме вчера. Се ми беше малце срамежи, малце ќутлив, не знам, изгледа после пола литро рачија се опушта, вака до пола ништо не прави. Сигурно, да, сигурно. Мене ме интересира првично зашто Софра Вељанов и од кога е почната цела оваа приказна? Софра Вељанов, името е од пред 27 години од која сме тука во овој објект. А иначе со угостителство татко ми почнал пред 37 години.
Така. али сме биле првен 10 години на друго место под Кирија. После тоа го купуваме овој објект кај што почнуваме. Ами што сте работели во гостителство? Да. Татко ми е со висше угостителство, мајка ми, значи цел живот се бават со угостителство. Во цела оваа работа колку се пронаоѓаш себе си, затоа што моментов кој ќе влезат луѓе си насмеа, си весел, си ведар, ги поздравуваш, го имаш оној шарм на домаќин на угостителски објект кој што како што треба да бидат угостителските објекти, значи да ги пречекаш и што би кажал? Угостителството не се учи, или го имаш или го немаш. Така. Нема да застрнуваме ни лево ни десно. Тоа што ни го оставил он, само малце ќе го модернизираме и да продолжиме, па се надеваме и на моите поколенија. Апсолутно. Истото ја ти го посакувам, затоа што убаво е кога знаеш како фамилиарен бизнис или фамилиарна работа се префрла од колено на колено и трае, затоа што фактички ти не му предаваш на него само бизнис, не му предаваш занат, туку му предаваш еден начин на живење, една традиција, нешто што е создадено пред 60 на години и после тоа продолжуваат они да го гледаат. Има ситуација се сретнав со луѓе кои што се трета или четврта генерација кои што имаат наследено ваков фамилиарен бизнис, им едноставно ми исполнуваат и се радувам за таквите луѓе, таквите приказни и сакам искрено што повеќе да ги има во Македонија. Вака сега, тоа сакам да те прашам, освен ресторан Софра Велјанов, имате и уште апартмани за издавање, имате и плюс винарија, имате и плюс работите со кетеринг. Работи кои што могат да се спорени, меѓутоа не се спорени, се едноставно паралелно се водат со цела оваа работа, затоа што секој од вас е во семејството си ги има поделено врските и се ангажиран за дел од Да, точно така. ангажманот. Моментално имаме 3 апартмани кои многу добро функционираат. Делот за апартманите е на мојата сопруга, она се грижи за тој дел. Така. Иначе имаме 5 хектари наши лозови насади. Последните 15 години правиме наше домашно вино, од кој оваа година почнаваме истото вино да го флашираме. Браво, со среќа па да прерасне во бренд, па да прерасне во убава винарија, да си го Да може да се вкуси и од флаша. Апсолутно. А делот за кетеринг и карвинг, мајка ми е задолжена, иначе мајка ми е на Балканот најнаградувана со златни медали и сребрни медали за дисциплината карвинг, резба во овоши и зеленчук. И моментално во И после ќе ми кажат во емисијата, вика нема едукативни моменти, вика во емисијата само има јадење. Како нема едукативни моменти? Еве. Има. Учиме работи, да знаеме луѓе, колку сме ние посебни, специфични како македонци, кои убави не носиме со себе, кои вештини, таленти и специфичности. Браво, секоја чест. И она го води делот со карвингот и со кетерингот. Кетерингот, да. Винаријата која? Винаријата се уште е татко ми, ама заедничка помош, јас му помагам, Мораш тука сум да цело помагаш, време. Да. Мене ме интересира дали би можел да одбереш или да кажеш сега таксативно кое вино со кое јадење одговара и какво вино со какво јадење одговара? Например, коленицата поише одговара со бело вино, свинската коленица. Така. Исто домашниот начин, што ќе го пробаме денеска, исто одговара потешката храна со потешки винови. Така. Со црвено вино. Мрсното си бара моето црвено вино за да го разложи мрсното. но што е многу битен момент, Така. нели секој карактер и различен организам си има, така да. Но мене беше твојата препорака. Која е затоа што Нашата препорака е ќе ги пробаме сега и белото и и црвеното и белото и розото. црвеното, ќе ја пробаме храната и Па ќе се угоди нешто, ќе се погоди нешто, ќе се мине како што треба. баш така. Ништо, Никола ти благодарам за прекрасниот Нема зашто, разговор, фала да ви на сте вас. живи и здрави и цела фамилија и ова сето што го работите само да прогресира и да иде напред со развој и едноставно после генерациите што ќе идат после вас да ве наследат, едноставно да имаат со што и да се пофалат и нивните татковци, нивните делци што направиле и сето тоа да биде бренд во Македонија за нешто што е квалитетно и во. Се надеваме дека ќе биде така. Така, да сме живи и здрави, Да сме живи седнашка и на здрави. здраве нека, Фала. а вие мили драги мои нема да бегате нигде, затоа што сега следи она малце неколку инсерти од кои на малце нешто лево десно, па веднаш после тоа со дегустација се вратаме, па и Никола ќе го викнам сега да седнеме заедно да дегустираме, па да видиме заедно како се дегустира, како се склопуваат значи вината со одредените оброци, одредените специјалитети кои ќе ги пустиме и се разбере на вкус како.
Мили драги мои, како што ви гледате, значи голем е предизвикот пред нас. Јас бидејќи не можам, се осеќам малце слаб пред вака голем предизвик и затоа го повикав Никола да ми биде тука што се вика другарче, односно заеднички да го овој предизвик совладаме. Ти благодарам Аце. Благодарам, здравје да имаш. Ќе ставиме сега тука и црвено, па ќе видиме кој со кој како иде, ќе пробуваме напоредно. Јас само да ви објаснам од прилика штипска пастрма илија во Неготино, пази, штипска пастрма илија во Неготино. Неготинска пастрма илија, односно ова е пита, неготинска пита, па тука имаме како што може да видите Телешки јазик во сос, па тука тие што софра тава, 3 врсти на таа беше месо. домаќинска. Да. Домаќинска тава. Со везенка и кајмак. Со везена, па тука има со кајмаче телешки јазик, телешко месо. Чебап во кајмак, А кебаб, ја па не можам да го препознам. телешки бифтек во кајмак. Телешки бифтек. Ова Ова е е колбасот на градоначалникот? Не. Не, ова е нашиот колбас, Така е, да. нашата плескајца. Шарска, таа е многу добра и специјално луѓе идат за неа. Така. Како лепчето со кајмак? Обавезно тоа лепчето со Нема кајмак. толку добра како лепчето со кајмак или подобро? Не, лепчето со кајмак е врвот без конкуренција. Така. Тие се таму ребро, Ребро во фурна е тоа. ребро во фурна и уште еден мускул. Тоа е телешки мускул, да, во сос. А ова е телешки Јазик, телешки јазик. да. Ја кога јадам тој јазикот малку зборам уште кога ќе се разврзам, не знам, ја ќе јадам мускул, мога да добијам на мускули. Може, повели. Наси ќе му дајме да го јаде јазикот, може не ќе да збори он. Нема иде. И се разбира ова што е коленицата. Пошто сте познати, пошто сте препознатли. Токму Да. така. Мили драги мои, почнуваме одма со дегустација. Со што би започнеме? Со коленицата. Со коленицата. Прва е пред тебе. Така е, токму така. Значи тоа идело многу едноставно и лесно. Вика, знаеш како е направена, вика оваа вика крцка, вика, види. Само се вади, што да ти кажам? Не се јаде коските, не се јаде тие закучињата се таму сега. Вие. Треба да ви биде јасно, гледај каква е коленицата, гледај како се отвара. Кажи ми ти мене дека ова парче месо не е крчкано 3-4 сати, направено, 4,5 часа. убаво, со сите ништо како што треба. Дај тањерот, Никола, дај. Ајде. Дај да те послушам јас. Нели домаќин сум сепак на емисијата, ти си домаќин на ресторанот, меѓутоа на емисијата да изрезамо пресред. Ти благодарам. Ништо, ти благодарам и на тебе, а сега да видиме и јас да земам едно солидно парче, па да видиме. Ова одговара со црвено вино. Или ова со бело, како беше? Па, Комбинацијата што препорачуваше. ни да ги пробаме и црвеното и белото, што ќе ни одговара, тоа ќе... Добро, ма вие од тука со друг начин сте пораснати, ние не сме од Скопје толку јаки силни. Ние може и да мешаме. Да, ке нас дизната може да попушти, може да паднеме. Се шегувам. На здравје нека ви е. На здравје. Мрсничко како што сакам јас. Убава нота на соленко. Направено, се двои мевчето само. Прекрасна комбинација. Јас ова би го комбинирам. Ајде прво со бело, ајде. Момент само. Значи коленицата го заслужува приматот секоја чест. Дојдете во Софра Вељанов, а нема зошто да не дојдете. Треба да посетите затоа што вреди оваа локација да дојдете, да ја посетите, да направите една тура и да порачате лепчето со кајмак. Коленицата тоа е заштитен знак тука. Сега за сега топло ви ги препорачувам. Следно ќе идеме со колбасот. Нашиот колбас. Со нашиот колбас. Може Токму ја да така. ти сервирам? Може, слободно. Па ваше колбасот вие ќе сервирате. Повели. Ти благодарам. Токму така, погледнете, значи, како може да препознаеш дека колбасот е добро направен, значи освен тоа што ќе видиш месо и ќе видиш мрсничко внатре, не треба ништо друго да се гледа. Нема соја, нема додатоци, нема еден куп работи колку само за да се исполни врешниот дел што е црева користите за колбасот од Да, природни. свински црева. И после тоа кога ќе се направи тоа, се исуши, само малце треба да се запржи на топло огнче, малце во тавчето, така. И одма после тоа добива онаа крцкава, ќе набаби крцкава содржина, каде што секое боцнување со видушка е распукување на дорешната кожа од цревото и после тоа е филхармонија од вкусови внатре.
Не знам што да ви кажам јас. Вие треба да дојдете и да ги пробате сите овие работи топло што ви ги препорачувам затоа што без да пробате, знаете како, вашиот вкус и мојот вкус не се исти. Мене ми е на еден начин убаво, на вас ќе биде на друг начин сигурно убаво. Браво. Што треба да има еден колбас. Парчиња месо, малку она што е сало, таман колку што треба за да може и она за топел. Фантазија, фантазија. Браво. Ајде продолжи месо. Што е на тоа? Значи, кога се прави па се работи со македонски производи, уште поубаво и поголемо е задоволството затоа што знаеш дека му помагаш на државата, му помагаш во сите сегменти. Точно Не така. си само угостител за да правиш јадење па да прибираш од било кој дел на светот, да собираш било какви производи, не било какви него производи, па да правиш нешто па да му продаваш на македонците, туку све автентично со македонски производи и месото верувам дека ти е македонско и сите специјалитети. Да, све е македонско, али и наша се залагаме да користиме и поише производи од нашиот крај, од неготинскиот крај. Така. Мада пошто кај нас не се прави кајмак, мораме и тоа од некој друг град. Така. Али во главно се трудиме Кажи ми све вака наше. сега, дали тоа значи дека во ресторанот имате и риба? Да, имаме риба. И рибата Која ви е посебно барана риба? Три врсти на риба имаме, тоа е пастрмка, која зимаме од и крапот ги зимаме од Емеркапија, од доста познати рибници, Така? а исто и сом имаме. Значи три врсти на риба имаме крап, пастрмка и сом. И никогаш не правиме големи залики, постојано ни е свежа рибата. Тоа И затоа и се троши. Тоа е најбитно. На Имаш- секој 2-3 дена правиме набавка на Така, риба. така, И така, на месо. Така. Мада месото го правиме набавка од ден, мислам 2 дена максимум. Така. Многу убава комбинација. Дали си спремен за чебап во кајмак? Или да не ти е многу кајмак? Дај малце реброто да го Ајде, префрлиме ребро мамо, во форма. ребро малце префрлиме. Ајде, Да измешаме малце без кајмак да виде. Ова е во фурна. Тоа е ребро во фурна и многу е битно да напоменам дека сеткоја храна што ја готвиме, што ја правиме со свежо месо. Така. Да, никоја ни една храна не ја правиме со замрзнато или увезено месо било какво. Не, па затоа јас напоменав, значи да дојдат за да дојдат за кај вас, за да дегустираат, затоа што јас сретнав во Скопје кога бев да снимам, кај бабе, ќе го поздравам Ване, рибе ресторан кој што вика не порачувам вика количина на риба вика која што треба да потрошам вика за месец, 2-3. Секој втор, секој трет ден вика ми добавуваат вика нова риба, вика свежа риба, нова риба, свежа риба за да може вика по континуитет да биде вика сето тоа што се подготви вика одма тука свежо тазе и да има убав вкус затоа што во спротивно ќе го осетиш оној вкусот. Ако малце шеташ и малку јадеш, и си стечува вкусот на јадењето и после тоа можеш без проблем да осетиш дали е стоено, дали е направено од пред некој ден, дали е и така натаму. Гостите знаат да препознаат квалитет. Така си е, овде се што прво до сега е квалитетно. Сега да се освежиме малце со реброто, не да исплахнеме грло, па се враќаме после на кајмак. Да малце со реброто малце со исплахни и после тоа да и желудикот и после тоа. Девет ни треба појќе. Треба да стаеш некоја кило, ама тоа многу малце си ми вака, си ми се запушти малото си изгубил на килаж. Варира. Варира. Добре. За нијанса, за тие што сакат малце пообилен и потежок оброк или ручек, би го препорачал реброто. И ребро си ребро. Уфурна. Што да ви кажам? Друга приказна. Браво. Што е сега на ред? Чевапот во кајмак. Меленото месо ни е Се спремам за кебапот со кајмак. Ајде. Тука сум спремен. Братко. Ето така, браво. или да пробаш. А за тебе? Па, Нема се да ми избегнаш. Не. ајде ќе ти правам друштво. И после тоа ти ги тераш фактички гостите да јадат, ти не јадеш. Таа работа не ја бива.
И треба да видиш со гостите тука барабар. Седиш знаеш понам од маса на маса како се што правите добри сте. Не, ја гледам, еве го. Се гледа и кајмачето е убаво направено и како што треба, значи спремено подготвено кебапчето, ако е со домашно мевце, ај со домашно мевце. Па се тоа спремено подготвено од претходно направено за вие да го добиете како свеж производ. Нема зборови. Малку само запечено скарало згоре и Може од ова да пробаме сега? Ајде, јас оставам на тебе, затоа те земам за советник во цела ова Живака епизода само на- малце. така, Така, супер. повели. Супер, одлично, благодарам. По тоа што можеме тука да го забележам, значи, гледајте, кромич убаво направено, карамелизирано, убаво изнистано, заедно со убави парчиња мевце. Ова месото е и мелено месо има и свинско или Не, тоа е само од свинско филе. од свинско филе? Значи Да. само парчиња месо. Само парчиња месо. Така, многу убаво подготвено направено, ги гледам дека се меки, дека едноставно чека да видат каснати и заедно со зеленчук се гледа и пиперка и кромиче и одредени зарзавати кои што се подготвени направени. Ете вака сега јас што ви направив за да ви демонстрирам на кој начин и колку е вкусно се тоа. Ќе дојдеме тука кај свинското филе, па ќе направиме еден убав. Вака ете, погледнете. Што да кажам, фантазија целото, вака како мала хармонија, мала симфонија. И македонска, 7 осмини. Како беше тоа? Јовано, тоа го слушаме. Јованке. Не може да не сакаш. Све што има, све е прекрасно и све е убаво. Одлично. И ако си љубител сега на везана пиперка, си взимаш везана пиперче, си ставаш малце сол некаде. Ќе си ставам ја тука. Сува е пиперката, нема, помораш да лижнеш малце, па да си направиш солца вака. Ау, љуто. Уште помалку. Фантастично. Ето, ова е достен крај за вака прекрасна убава емисија. За една убава и прекрасна репортажа од Неготино, од центарот на Неготино, во непосредна близина, значи на 5 метри од плоштадот. Ресторан Софра Веганов, вие се што треба да направите во една од вашите следни авантури, да дојдете да го посетите ова место. Видовте во саботното издание што имаат како понуда за доручек. Се извинам, видовте во саботното издание што имаат како понуда за доручек. Видовте кои се знаменитости што може да се посетат, а се разбира и чисто само да дојдете. Ќе го пречека, ќе си поминете убаво, ќе си помаветите, ќе дознаете, ќе сретнете убави луѓе. Атмосферата е прекрасна. Топло препорачувам. А сега колега од студио Томче преземи затоа што ние имаме работа со Никола, мораме тука да интервенираме. Да. И благодарам Никола за разговорот. Се гледаме ние следната недела во нека под една хубава гастроавантура. Игор, се вратиме во студио, си се нагости колегата Томче од Термомотов, ние со На здравје нека му. На здравје нека му, ние со прстот уста, ама ќе се надокнадиме, ќе се разложиме, не е така, значи. Мене ме интересира сега во однос на бидејќи еден од коментарите кои што ги добивав изминатиот период од кога почна емисијата беше конечно некој да направи емисија за шопјото Македонија, модото да се знае модото дека и ние шопјото постоиме. Да. Модото и Мораме и не сме садени, и не сме саде тука, така. Да, вика доста вика со овие што се брцјаците, доста вика со овие мијаците, вика дај некој за шопјето вика да каже два реда муабет и вика супер што си почна вика шопска шоу со Томче. По некоја случајност јас полоснав шоп од страна на мајка ми, во разговор со тебе дознав и дека Дека јас сум
половина, по мајка ми исто таму, Исто, од така. Кривопаланечкиот дел, од Така, станци, иако не сум бил таму, ги поздравувам сите Така, роднини кои што ме знаат, и јас ги знам само од слики, ама вака уживо не сме се Почнем запознали. порано, многу помали, ја верувам дека и ти кој си бил помал на свадба кој ќе идеш што 400 гости само Па овој со сите течичко од настрина од тетки, баби, стрини, ќе се избациш по 3 пати, по 5 Да. пати, а не ги знаеш. Да, Утре да. ги видиш, па не ги знаеш. Кажи ми, има ли нешто што Маватов кога додека си растал, мајка ти што го донела како автентично јадење што било Маватов за шопиото, за шопскиот крај на од Крива Паланка, од тој од таму што се подготвувало, што се спремало, што не може да во кујната било поприсутно, повеќе го Не, имало. гледај, баба ми, јас се сеќавам на времето и мајка ми која растевме со брат ми, Да. и у село ќе отидеме, многу често знаеше да направи качамак. Мене ми беше тоа чудно. Качамак или бакардан? Качамак. Добро. Мислам дека беше качамак. уствари. Да. И веројатно од кога почина таа, па мислам и дека немам пробано, еднаш само изде у Романија имам пробано качамак и ми фали, знаеш, тоа ми е онака како баш од тој крај. Ние имаме одредена македонска кујна, кулинарство и гастрономија. Меѓутоа, ако ние не го пренесеме, како што нашите баби дедовци со самото тоа што сме го гледали, сега ги спомнуваме тие јадења, па Маватов нашите деца не гледат, Маватов тоа некако ќе замри, ќе го снема. Јас сум горд на некои работи кои што и продолжуваме, да рече мојот татко кој што често оди во село од кај што тој потекнува. Така. Скоро секој викенд и јас и моите деца, нели, моето семејство, Така. сопругата сме сите таму заедно. Па до ден денес си садиме домати, пиперки, грашок, графит, Така. кромиче, лукчи и многу интересно кога ќе си изнаработиш, кога ќе седнеш летно време, сети од тебе. Значи сврти се, Така, си да, береш патиџанче домаче, сите. си береш Така. пиперче, дури и ракијата ти е твоја, уше зејтино да е твој комплетни ќе биде. Така. Значи Што вика само кафе и шекер не произведуваме, тоа ми е друго се убаво се наше. и се чувствувам горд и мислам дека сите треба да си чепкаме за тоа што сега не знаеме што е органско, што е неорганско, што е ГМО, што е увезено, од каде е увезено. Ама не само тоа, квалитетот и така работата натаму, што- ваму барем знам, го гледам како ми расте пред очи и навистина има Не вкус само кој тоа, што- него работата е таа што не прави нас сите луѓе пред се. Да. И работата е што нашите предци го работеле тоа за да преживеат. Ние работиме на некој начин, некои други професии, меѓутоа не треба тоа да се заборави. Што викаш му два реда, што викаш еден ред да биде зелка, еден ред колку да си патиџан, имаш пипер колку за имаш, себе, тоа за тебе или гостите повеќе ти од доаѓаат ова. да им се пофалиш, абе пробај од мојот патлиџан, пробај. Така. Мене ме интересира сега дали има освен мусаката, ова што е турлитавата, зелката што е кисела со нели со сланинка, па нели поснава зелка што е само со оривче и некои други такви специјалитети, макала, баници, кифли, пити, лепче во фурна. Има ли нешто што дополнително би можел да го каже што едноставно би го надополнило овој асортиман на македонски традиционални јас сум јадења? месар, од ова што го кажам, мислам дека месо најмногу фали. Да, Си сакам месо, си јадам често месо така. и знам да го приготвувам. Секако е последно пред 2 недели за прв пат во животот пробав во фурна да печам и успешно ми испадна. Значи гостите си беа задоволни, супер тоа кај мене у село се случуваше, може да те Така. поканам да Готово дојдеш. следна прилика, обавезно. Значи месо ми влегува мене у секоја комбинација, колку е здраво, колку не е здраво. И тоа Не, треба да се кажуваат конзумира се умерено, колку што Сите кажуваат сега дека колку што месото треба. и маста се Па најздравите веројатно е поздраво сега, овие други производи, не знам во какви средини се одгледувани со препарати, со пестициди и така натаму. Прашање до тебе. Кажи ми, ја пред некој викенд бев во Велес и тоа бев кај Аце во Снупи. Кај се снупи. Снимавме, имавме и убава понуда за појадок, имавме убава понуда за ручек. Прекрасно си поминаме таму, го видовме Маватов и прасото там малото како седи насмеано во бајадерки, едното беше, другото беше во полутка Со насмеано. јаболци. Со јаболче седеше таму насмеано. Меѓутоа, има ли нешто што те прашам тебе лично, има ли некое друго место, затоа што фантастична е храната, тоа што го пробав и што Храната е- го видов во Кајаце, во Снупи, Маватов е фантастична. Јас Меѓутоа, мислам има ли дека- некое друго место каде што си седнал, што би можел да ни го препорачаш Маватов? Сега дали е во Велес, дали е надвор од Македонија? Ја за или Велес во ќе си Македонија кажам, некаде? Да, за да. Велес ќе си кажам, мислам дека Велес има најубава скара убедливо од сите градови, можеби на некој рамниште
прилеп можеби да ни се доближи, останатите мислам дека не се толку квалитетни. Ситна броня. Питите ни се стандардно. Да знаеш како дека што си изненадив. треба. Да знаеш дека си изненадив. Да. Сите ми кажуваат дека велешката пастрмајлија е една од поубавите. Па видете, И ја бев пастрмајлија онако значи дека треба да песимист има затоа што- пастрма, дека не треба да биде некоја пишија со месо и со зачини така. Ја песимист без од проста причина што по мајка ми од Штип натаму и мамата ви знаеш како Околу, седам и да. Штипската ми беше Инаку фаворит. би препорачал за сите околу езерото, било кој ресторан, да не фаворизирам некој, без разлика имаме неколку таму. Бела вода, Романтик, Бродот, Глориус, ако заборам, Еко кампот и така натаму. Мислам дека сите имаат перфектна храна и добра риба. Така да во Велес нема промашај, кога сте гладни нема да сгрешите каде и да влезете. Ја тоа почнам да го потврдувам, да ви да го кажам преку лични примери, затоа што се сретна после снимањето со еден пријател од после Снупи, отидоме на друго место и таму се изненадив со убава скара. Маватов бевме во Снупи, прекрасни беа сите јадења. Сите ми кажаа треба да отидеш, Маватов нема да заборавиш Велес да го видиш кај ова што е кај езерото, фантастични работи има, фантастични ресторани, така викам зашто да не. Следната прилика може ќе Ја видиме. пак еве би ти препорачал рипче да си пробаш, можеш крап, можеш сом, можеш смуки, ако имаат на менито. Добро. Во моментот мислам дека е перфекција. Супер. Ти се држам за тоа. Ти благодарам затоа што ми беше дел благодарам од на ова поканата. издание на Шопска шоу со Томче. Вие немој да поместувате ни мускул, бидејќи следи останатиот дел со содржината на Канал 5 телевизија што ги имат да го понудат, а нема да заборавите дека не има на социјални мрежи, Facebook и Instagram имаме исто име на страната, Шопска шоу со Томче, додека на YouTube каналот може да најдете како Шопска шоу со Томче. Се шегувам секаде исто и секаде и ова недела е бесплатно за сите, за оние кои ќе ги кликнат лайк, бесплатно. Имаме 3 за 100, за без пари. Моментот вие само кликнете лайк и бидете наши фанови, подржувачи и пријатели, а ние се гледаме веќе следниот викенд во под една хубава селска, не селска, туку може ќе биде градска, зависи каде ќе биде меаната, ресторанот кај ќе биде. Не да не преудицираме. Значи моментот се гледаме во под една хубава гастрономска авантура која што ќе потера, пак ќе ви потера лиги вака потера, ама колегава Томче моментов. Зависи како ќе конзумира, како ќе дегустира и колку убаво ќе го презентира се до тоа. Се гледаме ние, ве поздравам и бидете ми расположени весели, и ако има нешто весело, убаво, радосно или видите нешто убаво, лапнете, кркнете, немој да оставате. И да не забравиме, каде вкусот има шоу? Шопска шоу со Томче, токму така. Здраво. Здраво.